بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله غافر الذنب قابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا الله إليه المسير والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Драги браќа, еден од најголемите благодети на Аллах Джелешануху спрема своите робови е да му отвори вратата на таубето, вратата на покаяние, а со тоа да човекот ја осознае својата смисла од овој живот. Бидејќи ние сите грешиме и сите сме наклонети кон грешење, а нашето грешење не оддалечува од нашиот Создател Аллах Джелешануху. И колку сме оддалечени од Аллах Джелешануху, толку сме поблиску до нашиот вечен исконски непријател шејтан лаънетуллахи алейх, кој со неговите интриги и лукавства успеа да ги истера и извади од џеннет нашите прародители Адем алейхи салату ва салам и Азрети Ава алейха салам. Затоа ние имаме потреба да се вратиме кај Аллах Джелешануху и да направиме искрено тоубе истигфар, искрено покајување кај Аллах Джелешануху, бидејќи совршенството единствено му припаѓа само на Аллах субханаху ва таала, додека човекот колку и да вложува труд и напор во својот живот кон усовршување и облагодарување, сепак е немочен и е наклонет кон грешење и ограничување. Може би од тука и мудроста на Аллах аззе ва џел е сведена токму на тоа, на тој поглед со цел човекот секогаш да чувствува потреба за својот Господар и на таков начин постојано да бара да живее во Аллаховата сенка. Од тука, ова наше денешно предавање е фокусирано на тема таубе, на тема покајување и кајање и враќање на Аллаховиот пат, кој е врата за многу добродетелства и плодотворности, што во меѓувреме ќе биде поттик и мотив за што почеста употреба во нашиот живот. Ако ние се осврнеме само на јазичната смисла на зборот таубе, колку овој збор само ние го имаме употребено уште во нашето рано мало детство, кога некој час грешеше од нас, ќе му речевме речи таубе, бидејќи тоа благодарение на нашите мајки кои уште од рани години го всадиле
тоа чувство и тој збор во нашите срца. Таубе во јазична смисла или етимолошка смисла значи враќање на Аллах Джелешануху. Враќање кон Аллах Джелешануху, враќање во првобитната смисла уште од самото наше доаѓање на овој свет. Какво е тоа враќање? Аллах Джелешануху во Куран Азиму Шан спомнува: инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Вие сте Аллахови и кај него ќе се вратите. Ние дојдовме со желба и со волја на Аллах Джелешануху на овој свет, а и кај него ќе се вратиме. Затоа враќањето на Аллаховиот пат, враќањето на Аллаховата стаза е враќање на самите себе си во вистинската смисла на нашиот живот. Затоа покајанието е прва, средна и последна станица на човекот. Аллах Джелешануху во поглед на таубето, на истигфар, луѓето ги поделил на оние што се кајат, а тие ќе постигнат она што го посакуваат. И оние кои не се кајат и кои не бараат искрено покајување и не му чинат таубе на Аллах Джелешануху, а тие се оние кои се огрешиле сами према себе. За првата категорија Аллах Джелешануху вели: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. И вратете се кај Аллах сите, за да бисте го постигнале она што го посакувате. Она група која не бара опрост и не бара таубе истигфар, не чини покајање кај Аллах Джелешануху, Аллах Джелешануху за таа група во Куран Азиму Шан вели: وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. А оние кои не прават таубе, тие навистина се грешници, тие навистина си нанесле неправда и штета на самите себе си. Колку само ние имаме потреба, сите муслимани, од сите категории и профили, од сите возрасти и занимања, да се вратиме и направиме покајание кај нашиот Создател со оздушност и завет дека веќе нема да се вратиме во нашите крупни грешки кои ги правиме на нашиот живот, со цел да ја поправиме нашата сегашна состојба, да ги очистиме нашите срца од сите препреки кои не спречуваат да стигнеме до Аллаховата близина и да ја постигнеме Аллаховата благонаклонест. Дека ќе бидеме практични верници во вистинска смисла и вистински проматори на исламот како вера. Дека ќе го повратиме нашиот изгубен углед и слава, дека ќе бидеме горди тоа што сме муслимани. А сето ова значи дека муслиманот треба да се покаја за секој грев и прекршок што ги сторил во својот живот. Ова покајување треба да ги опфати сите наши слоеви и сите наши верници муслимани кои живеат на оваа земјина полутопка. Да се покаја родителот за својот недостаток и за своето изгубено време во воспитување на својата фамилија. Да се покаја мајката во изгубеното време кој го потрошила занемарувајќи ја улогата и процесот на воспитување на своите деца. Да се покаја газдата за неговото лошо однесување кон своите вработени. Да се покаја работникот за своето неангажирано и неажурно работење спрема својот газда. Кога сите ние ќе се покајаме, тогаш ќе осетиме Аллаховата сласт, тогаш овој наш исламски организам ќе функционира во сите негови аспекти. Кога велам да се покајаме сите, бидејќи ние според дефиницијата
на Мухаммеда салаллаху алейхи ва саллем, ние сме кал джеседил вахид, сме како едно тело, како еден механизам, како еден организам. Ида штека минху العضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهما. Како еден организам, кој ако еден дел, еден орган од тоа тело е онеспособен, е нерасположен, тогаш целото тело чувствува грозница и чувствува несоница. Истовремено тоа значи дека ако еден наш брат муслиман е заразен, ако еден наш брат муслиман е оддалечен, ако еден наш брат муслиман е парализиран од ова исламско општество, ако еден наш брат залутал, тогаш ова наше исламско тело, ова наш исламски организам не функционира со сите негови предиспозиции. Затоа мораме да се покајаме сите, за да вратиме виталноста на ова наше исламско тело, на ова наша исламска вера, драги браќа. Бидејќи некој ќе се опита и ќе рече: а што ако јас грешам? Што можам да му настетам на некој друг муслиман? Сите ние, драги браќа, со нашите грешења можеме да му наштетиме на овој исламски дин. А најдобро ова ќе ни го покаже овој практичен пример кој се случил во времето на Муса алейхи салату васелам, кога живеел еден човек кој чинел греови 40 години и една година кога завладеела суша. Тогаш сите излегле заедно со Муса алейхи салам и го молеле Аллах джелешано да им спушти дожд. А Аллах джелешано не им спуштил дожд. Тогаш Муса алейхи салату васелам му рече на Аллах джелешануху: Господару мој, ме навикна да ми ги услушуваш моите дови. Еве ние излеговме, ти се молиме да ни пуштиш дожд, меѓутоа ти Аллах не ни спушташ. Тога Аллах джелешану му рече: о Муса, а дали знаеш зошто јас не ви спуштам дожд? Бидејќи меѓу вас има еден роб кој ми чини греови и ми е непослушен 40 години и поради тоа негово грешење ви ја ускратив дождта. Гледате, драги браќа, 40 години ускратена дожд поради само еден човек кој чинил грешови. Целиот уммет, и старо и младо, и животни и стока, и млади и новороденчиња, сите пателе поради неговото грешење. Аллах джелешануху му објави на Муса алейхи салату васелам дека меѓу вас има еден грешник кој чини спрема мене 40 години гревови и нема да ви пуштам дожд се додека тој човек не излезе од вашите родови. Тогаш Муса алейхи салату васелам се сврте кон неговиот народ, и повикувајќи: инне бейникум раджулен јасиллахе. Меѓу вас има еден грешник, еден човек кој греши спрема Аллах джелешануху 40 години и нема да падне дожд се додека тој не излезе од нашите редови. А човекот беше во тие редови, беше во таа толпа и во таа група на насобрани луѓе. Гледаше дали некој ќе излезе, погледна од лева страна, погледна и од десна страна, некој да излезе, да не е некој друг тој грешник, меѓутоа никој не излезе. Тогаш свати и дозна дека тој е оној грешник кој поради него Аллах субханаху ва таала не пушта дожд. Тогаш искрено од својата грешна душа се врати со покаяние и со зборови и рече: ја Раб, леу хареджту лефедахт ли нефси. О Аллах, о Господару мој, ако излезам, ќе се осрамотам пред овој народ. А ако не излезам, тогаш мател кауму минел адж, овој народ ќе изумре од жед. Ја Раб, стурни ва туб алеје. О Господару мој, покри ме и прости ми ги моите греови. Ва ане се алин таубети минел ан. А јас од сега изјавувам и огласувам дека чинам искрено тоба истигфар, дека ти се врашамо Аллах. И тогаш Аллах джелешану спушти дожд. Муса алейхи салату васелам рече: о Аллах, лекад незалел метар волем јахруч мина ахад. О Аллах, дожд се спушти, а никој не излезе од нашите редови. Тогаш Аллах джелешануху го извести Муса алейхи салам дека тој човек направил искрено покаяние меѓу Аллах и меѓу него. Тогаш Муса алейхи салам
од голема желба да го дознае тој покајник, рече: "Дуллани алейхи я раб, о Аллах, покажи ми го тој човек кој се покајал, да се веселиме со него и да има тој почесно место кај нас." Тогаш Аллах джелешану му рече: "Сатартуху ва хува јасани, афа уфаддиху ба'ден етаб." О Муса, 40 години грешел и јас сум го покривал, а на ден на неговото покаяние, сега кога тој се покаја, зар да го осрамотам. Kad se budim, ja Rabbi, dedo uvijek sa mnom si. Ne vidim te, ali znam, sabah s tobom ja klanjam. Ne vidim te, ali znam, sabah s tobom ja klanjam. Некој, драги браќа, ќе се запраша: зошто да го напуштам тој харам? Зошто да напуштам коцкањето? Зошто да го напуштам пиењето на алкохол? Зошто да го напуштам цуењето? Зошто да го напуштам сите овие греови? Кога јас во нив уживам и наоѓам среќа. Меѓутоа, пред да ти одговорам, драг брате муслимане, треба да знаеш дека овој совет кој ти го патувам, ти посакувам само твоја среќа, ти посакувам мир и спокој во твојата душа и не ти посакувам ништо друго освен добро и спас во двете куќи, и на дуњалук и на ахирет. Затоа покај се кај Аллах джелешануху, бидејќи таубето ги носи со себе многу вредности, многу плодови и многу користи. Јас ќе ти ги споменам само неколку, да ти укажам величината на оваа таубе. Како прво, таубето значи таатул амри раббика субханаху ва та'ала. Прва вредност на таубето е што таубето значи искажување на послушност и на наредбата на твојот господар субханаху ва та'ала, Аллах джелешануху. Бидејќи Аллах джелешануху ти наредил, ти рекол: "Ја ејуаллазина амену тубу ила Аллахи таубетен насуха." О вие кои верувате, покајте се кај Аллах со чисто покаяние. Втора корист на таубето е себебун ли фелахике фи дуња вал ахире. Таубето е причина за твојот спас и успех на овој дуњалук и на ахирет. Возвишениот Аллах джелешану рекол: "Ва тубу ила Аллахи џемиан ејухал муъминуна лааллакум туфлихун." И покајте се кај Аллах сите, о верници, ако сакате да се спасите и да го постигнете она што вие го намеравате. Затоа срцето не може да биде исправно, ниту може да се спаси, ниту може да ужива, ниту да се смири, освен со робување на Аллах джелешану, враќање кај Аллах джелешану и правање покаяние кај Аллах джелешану. Таубето има корист, бидејќи тоа е причина за љубовта на Аллах джелешану кон тебе. Ако ти се покаеш кај Аллах джелешануху, Аллах джелешануху тебе тогаш ќе те засака. Бидејќи Аллах джелешануху рекол: "Инна Аллаха юхиббу тауабин ва юхиббу лмутатахирин." Навистина Аллах ги сака оние кои прават покаяние и оние кои се чистат. Затоа, ако сакаш да осетиш оваа среќа, ако сакаш да осетиш љубовта на Аллах джелешану кон тебе, тогаш мора да се покаеш кај Аллах джелешану, мора да се вратиш кај Аллах джелешану, мора да го спознаеш својот господар, а штом ќе го спознаеш, тогаш и ќе го засакаш. Ако Аллах ги пружа своите раце, очекувајќи го твоето покаяние, тогаш што простанува за тебе, о човеку? Ти кој имаш потреба и зависиш од Аллах джелешануху. Четврто, таубето е причина за да влезеш во џеннет и да се спасиш од џехеннем. Зарем има поголем дар? Зарем има поголема цел да влезеш во вечниот рај,
во куќата на спасот и мирот, во куќата на благосостојбата, во куќата на вечен благодет и уживање, уживање кое не му е рамно ништо на овој свет. Субханаху ва таала Аллах вели: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. А потоа вели Аллах Джелешану, следеа генерации кои почнаа да го губат намазот, да ги следат своите страсти, а тие наскоро ги очекува казна. Освен илла мен табе ва амене, освен оној кој ќе се покае, оној кој ќе поверува и ќе прави добри дела, фаулаике едхулуна ал дженне, тие ќе влезат во дженнет и нема ништо да си наштетат на себе си. Зарем има некој поголем цел или по некоја друга поголема амбиција од човекот да влезе во дженнет, во куќата на мирот и спасот? Пета корист која можеме да стекнеме тобето е што тоа тобето е себебли нузулил баракати минес сема, бидејќи тобето ќе ни биде причина да Аллах Джелешану спушти берекет од небо, да ни се зголеми силата, да Аллах Джелешану ни пушти и богатство и берекет и деца. Аллах Джелешану, пренесувајќи ги зборовите на Нух алейхи салату ва салам, вели: "Ва ја кауми стагфиру раббакум thumma tubu илейхи юрсилу сема алейкум мидрара ва јазидкум бикуватин ила куватикум вала татаваллау муџримин." Им реков: барајте прошка, правите тоубе кај Господарот ваш, тој навистина е простувач, од небото тој ќе ви испрати вода во изобилство, ќе ви даде имоти и синови, а ќе ви даде и бавчи и реки наменети за вас. Затоа во оваа прилика се спомнува еден многу интересен и практичен пример кој сите имаме потреба од тој пример, сите имаме потреба да го сватиме тој пример. Па затоа, браќи муслимани, кога се соочувате со овие искушенија на немане деца, искушенија на суша, искушенија на сиромаштија, неплодност на бавчи, обратете му се на Аллах Джелешану со дова и барање прошка, бидејќи Аллах Джелешану е моćен да ни ги удоволи сите наши желби и потреби. Токму и затоа во чесниот Куран ги спомнал овие зборови на Нух алейхи салам, за да им користат и на другите муслимански поколенија и генерации кои ќе наидат на слични искушенија до судниот ден. Сето ова илустративно и практично ќе го објасниме со следниот пример. Дошол некој човек кај Хусейн ибн Али радијаллаху анху и му се пожалил на сиромаштија и немање деца. Хусейн радијаллаху анху му порача: истагфирилlah, барај опрос кај Аллах Джелешану, чини тоубе кај Аллах Джелешану. После некое време дојде друг човек и му се пожали на сушна година и земјина неплодност. И нему Хусейн радијаллаху анху му порача: чини тоубе на Аллах Джелешану, барај опрос кај Аллах Джелешану. Еден кој беше присутен во двата случаи, зачудено му се обрати на Хусейна радијаллаху анху и му рече: о внуче пејгамберов, бидејќи Хусейн е син од черка на Мухамед алейхи салату васелам по име Фатима. Луѓето ти се жалат за разни искушенија и маки, а ти ги опатуваш само на едно исто. Им велиш да прават тујбе и да чинат истигфар. Зарем немаш друг лек? Хусейн алейхи салату васелам му рече: јас не им велам ништо друго освен она што Аллах Джелешану го рекол, а тоа беа зборовите на Нух алейхи салату васелам: факулту стагфиру раббекум иннаху кане гафара юрсилу семаа алейкум мидрара ва юмдиткум би амвалин ва банин ва јајал лекум джаннатин ва јајал лекум енхара. Им реков: барајте прошка од Господарот ваш, тој навистина е простувач, од небото тој ќе ви испрати вода во изобилство, ќе ви даде и имоти и синови и ќе ви даде и бавчи и реки за вас наменети. Погледнете, драги браќа, како барањето прошка е причина за снабдување со вода, давање на имот, на деца, бавчи и реки. Причина за овие зборови на Нух алейхи салату васелам, секако што се наведува
од еден познат алим Мокатил дека народот на Нух алейхи салату веселам, откако го прогласил него за лажго, Аллах Джелешануху им ги скратил дождовите, утробите на жените им ги направил неплодни и неродки 40 години. Им биле уништени добитокот и посевите. После сите овие искушенија, тие отишле кај Нух алейхи салату веселам и побарале помош и излез од таа ситуација. Нух алейхи салату веселам им ги упатил горе цитираните зборови: факулту стагфиру раббекум иннаху кана гафара. Им реков: барајте прашка, на вистина Господарот ваш е оној кој простува. Ова е милоста на Аллах Джелешану. Се пренесува дека еден побожник по име Бишр ибн Ал-Харис рекол: слушнав и до мене допре вест дека човекот кој ќе направи грев, Аллах им објавува на мелеките кои се наменети за тоа да го почекаат тој грешник 7 сати, па ако побара прошка не му го пишуваат тој грев, а ако не побара прошка тогаш му го пишуваат тој грев. Шеста корист од чинење на таубе е што таубето е причина за да ти се опростат твоите грежови, да ти се опростат твоите грешки и Аллах Джелешануху да ги замени со добра. Аллах Джелешануху вели: ја аллазина амену тубу ила Аллахи таубатан насуха аса раббукум ан юкаффира анкум сејиатикум ва юдхилакум дженнатин теджри мин тахтиха ал-анхар. О верници, покајте се кај Аллах со искрено покаяние, ако сакате Аллах да ви ги прости вашите гревови и да ви смести во дженетските бавчи низ кои течат реки. Илла мен табе ва амене ва амиле салихан фаулаика юбеддилу Аллаху сејиатихим хасанат ва кана Аллаху гафуран рахима. Аллах Джелешану на друго место во Куран вели: оној кој ќе се покае, поверува и прави добри дела, на нив юбеддилу Аллаху сејиатихим хасанат, на нив Аллах Джелешану ќе им ги замени нивните лоши дела со добри. Ва кана Аллаху гафуран рахима, а на вистина твојот Господар Аллах е простувач и тој е милостив. Podaru jedini vječno tebi hvala ti, što mi izvor podari, žednu dušu napoji. Što mi izvor podari, žednu dušu napoji. Драги браќа,